Општина Кочани и EUinfo.та и годинава го одбележаа 9 мај, денот на Европската Унија. Преку традиционални јадења и обележја карактеристични за државата што ја представуваат, учениците од основните и средните училишта од Кочани ги представија земјите членки на Европската Унија. Штандовите на сите училишта беа доста креативни и учениците автентично ги представија државите Холандија, Германија, Чешка, Бугарија, Ирска, Полска и Финска. Денеска се собравме овде, искрено и ние представници од нашето училиште, Средното општинско училиште Гошо Викетиев, се собравме да презентираме една држава, во овој случај ние презентираме Германија. Значи, нашиот штанд се состои од промотивен материјал за Германија, вклучувајќи некои интересни факти, податоци, автентични производи што се карактеристични за Германија, некои нивни традиционални специјалитети и сето оно што го сликува една држава како Германија. Целта на овој настан е пред се да се окарактеризира Денот на Европската Унија со различни низа манифестации и се надеваме па некој ден дека и ние ќе бидеме членки на Европската Унија, па некој ќе презентира Македонија во едина. Во секоја година, така и ова, нашето училиште Никола Карев зема учество на денешната манифестација Денот на Европската Унија. Оваа година ние представуваме Бугарија и сите нејзини знаменитости, како што е Албата, невисокиот врв, планината Рила, розата и слично. Ние од училиштето Соло Љупче Сантов направивме проект и ја представуваме Република Финска. За таа цел направивме некои знамења, некои истражувања, представивме таму на карта каде се наоѓа и некои специјалитети како финскиот колач и палачинки традиционални кои се голем специјалитет. Штандовите ги посети и евроамбасадорот во Република Македонија Самуел Жбугар и градоначалникот на општина Кочани Николчо Илиев. Во културно-уметничкиот дел на програмата настапи хорот на основното училиште Свети Кирил и Методи, училишни ритмички состави, како и популарната рок група Шекспир. Дел од програмата беше и ликовниот перформанс во кој беа вклучени членовите на училиштето за цртање и сликање под менторство на Александра Димитрова, кои сликаа мотиви од земји членки на Европската Унија. Денот на Европа се слави во спомен на 9 мај 1950 година, кога францускиот мислител Роберт Шуман, еден од основачите на Европската Унија, во декларацијата ја изложил својата визија за обединет континент.